da se sluči, gdje se sluči koga daje, može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovjek saka se da ima, ama se za site nema, što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta, darba treba gore mene, samo umor sam mi leta. Ja sti sum roden baksus, od nebo padnat za breme, toj sum si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi. Život moj od život, ne mi rekao, ne taka, moja ma život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki, džebotenog, što li prvo da se plati, saj mi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj vlice ke ti plesne, ovoj sve govrti para. Ja sti sum roden baksus, od nebo padnat za vreme, toj sum si takov sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke svi slavne se plodi, što ke fatam ne mi odi. Lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Татко ти едвам го соблековме за да го снимиме. Цела болница се собра за да го соблече. Ајде, има уште нешто, Мели, да видиме. Има. Што има? Мајка ти вчера пред сите ме направи пачавра. Излезе дека половина од колегите ми се љубовници. Ајде бре, тамо. Ма подалеку од мојот син. Подалеку од мојот син. Како мислиш? Ма ти нормална ли се, Мори, каква си? Бати скатат ли ќе убија? Мамо, мамо, благи се. Гледај што ми прави жена. Мамо! Гледај како ме тепа жена ти, како чекај, ме благи. тепа, гледај. Мислев има нешто. Си, полека. Да, крцна. Нема ништо, не А то крцнало нешто. Ако нека крцка, ќе купиме ново, ќе купиме. А така ли? Да. Убаво. Оди. Ај, тетка Ана, јас морам да се изгубам од тука. Во голема каша сум. Што ти стана наеднаш? Сите колеги и колешки ми се подсмеваат. Ми ги кријат текстовите. Доаѓа на факултет и тресе глупости. Знае, тато. Тато не можам во продавница да влезам. Жените ми се смеат, шепотат нешто. Барам две особи. Предпоставувам дека тие две особи се наоѓаат овде. Господинот Соколе. Така. Димитриевски и Ружа. Ружа Перевска. Престолнија на македонските цареви и кој фигурира како родното место на Александар Македонски
се извршат археолошки ископувања. Овие ископувања ветуваат да ги зборат музеите се интересни откритија, вам пише се. Че овие ископувања ветуваат да ги богат. Блаже? Чекај малку, чекај. Видите во Пела се наоѓа. Блаже? Чекај малку. Царскиот дворец. Што е сега? Види, Блаже. Треба да научиш да ги издвојуваш работите. Што е важно, што е поважно, а што најважно. Селекција на материјалот, разбираш? Не разбирам. Ако продолжиш вака книгиве да ги учиш на памет, ќе побуделиш. Главата ме боли, ќе ми пукне, ми се чини. Сакаш кафе? Кафе. Со отрув од кафе не ичам. Да не ти се спие. Да, ми се спие. Блаже. Блаже, што се случува со тебе? Ноќе спиеш, дење спиеш, главата нема ден да не те боли. Што е со тебе? Ако не ме сакаш, кажи. Благе. Изморен сум, ти кажав. Главата ќе ми експлодира. Сега ли најде за вакви суптилни работи да разговараш? Блаже, го голтнав твоето средно образование. Ајде. Ја голтнав твојата непостоечка фирма. Го голтнав твојот мобилен телефон. Изголтав еден куп глупости. Знаеш зошто? Затоа што те сакам. Ете затоа. И сакам да ми се возврати со љубов. Да ти се возврати? Да. А што правам јас? А? Што? Со месеци некому возвраќам љубов. Од љубов кон тебе се запишав во средно и го завршив. Да. Го завршив? Да. Од љубов кон тебе и почитување се запишав и на факултет и него го завршив. Не. Добро, не, ама ќе го завршам. Добро. Значи што? Се што правам јас, правам од љубов. Сега изморен сум, главата ме боли. Па и многу љубов не чини, разбираш ти? Добро да не викај. Мислиш, мене ми е лесно што ме тормоза твоите? Ама што, издржувам. Заради тебе. Затоа што не можам да си го замислам животот без тебе. Благе, многу ми е тешко кога не ми веруваш. Многу ми е тешко, значи. Добро бе, Блаже, па... Ехте малку се изнервирав и... Ехте така... Мислам... Блаже... Блаже... Што е сега? Што, Блаже? Погледни ме, де. Утре ќе ти го купам новото комплетче. Фармерки, блузон и јакна. Може? Тато ми даде малку пари. Може? Блаже... Треба да плачам. Благе, само тебе ти имам. Многу ми е тешко. Верувај ми. Се што правам јас, правам заради тебе. Тешко ми е, ама ќе издржам. Прегрни ме. Ние сами сме дома. Да? Зошто? Не. Сами сме, така? Вратата заклучена, ли? Не знам, може би клучот. Абе, дојди ваму. Здраво. Здраво. Се сеќаваш на мене? Со сестрата идев пред известно време. Сестра ми не е дома.
Така и мислев. Слушај, ми требаше нешто итно. Ау, што така? Бе, можеш и ти да ми помогнеш. Како? Ми треба некој денар. Слушај, пријателче, ти да си бараш пари на друго место. Те молам. Итно ми требаат. Морам да дојам до некој денар. Морам. Колку? 500? Абе, ти не си нормален. Те молам, е! Еј, Джани, ти? здраво. Здраво. Па што правите пред врата? Ајде внатре. Не бе, не сум Па навлегувај тука. Наркоман. Гледаш со какви си има сестра ми работа? Ке ја кажам на тато. Уј, зетот бил тука. Учиш, а? Е, далеко ќе стигнеш. А сестра ми те испрашува, така? Нашата учителка. Ке ми платиш за ова. Платено. Идиотче. А ти? Што тука? Што е? Почна да се дрогираш? Како не ти е срам? Колку ти требаат? 100, 200, 300? 500 доста се, 500. Само толку? Откако ми раскина прво, мислев Доста со тие приказни сум ги слушнала Абе, 100 земав пати. и пред тоа земав. Имав пробано, не мислев дека ќе трае. Што мислиш? Ке дозволам некој мој дечко да се мота по Скопјево и да моли за дрога? Си се погледнал во огледало? Види се, погледни се на што личиш. Ке видиш ти. Ке те средам јас тебе. Не ми се верува. Му дадов пари за дрога. Сватот се спрема некаде, а? Се спрема, да. Ах, многу ми е распродаден сватот по цел ден. Така. Многу скапа стока си, свате. Скапа. Ах, вие, дупенци, како ајвани сте, море. Јадење, пиење, спиење, јадење, пиење, спиење. И за она работа сме јакини. Опасни. Ама само толку, бе, свате. Ако е заир, доста е. А малку да одвоевте така од вашето скапоцено време за една персона што сака да ви биде пријателка, па така мислам блиска, доверлива, интимна. И колку ќе ви треба за сето тоа да го... А да не си персираме повеќе така, да си го спуштиме муабетот? Ле. Пак со спуштање, до каде ќе го спуштиме? Еми додолу, бе, свате. Додолу, а? Па додолу. Најдолу? Доволно ти се 10 минути? Свате, види, пријателството не се мери со минути. Ајде, а со што се мери? Па се мери со доверба взаемна, со взаемна почит, па Така. мислам со љубов. Така ми, како 9 минути сваќе. Свате, види ова, јас дојдов за да ми олесни малку. Така? Зашто сваќа не се враќа, нели така? Така, некако, ама ова сваќа, некако многу често се враќа. Свате, ти можеш да мислиш за мене што сакаш, Така? ама јас се уште во тебе гледам човек. Опа. 7 минути сваќа. Тоа што живеам кај вас. Тоа е затоа што јас сум многу одговорна мајка, нели Ами така? како? А мајка така и треба да биде ако не е со своите деца. Така е, сваќе 5 Нормално. минути. Види, свате, гарсонјерата што ми ја купивте во готово, мислам,
Moram da sam pokraj своето внуче, бе, свате. Кај да, еве, ти кажи, каде да бидам, ако не покрај своето внуче, еве, кажи. 4 минути, сваќа. Види, свате, благето твојата. Многу ме истепа, свате. Како мајмун ми се квачи и сета ме испоискупа, свате, лом ме направи. Ако де, 3 минути, сваќа. Ама и жена ти исто така. Лом ме направи, бре, свате. 2 минути. Не брзај толку сега. Како да не брзам, уште 1 минута. Види, ваму во тоа хотелот кај што работам. Многу ми е мала, бе, свате. Мам, бе. Многу ми е мала, мала. Не ми стигнува ни за пушење. Од уста морам да двојам за внучето. Сваке, времето ти истече. Како ми истече? Така шарено. Брижит, олала, олала. Абе, ќе ве средам сите. Таква чорба ќе ви спремам, што не сте сркале со гаранција. Glavil se koljo slugiće, prijedna mlada vdovica, 9 godini slugova. Lice to ne go vide, jagadu bagadu bubo, šubidu vidu da bidu da ba, šabidu vidu da bidu da ba, jagadu budu da bidu da. Порано дојде, а? Порано ми дојде смената затоа. А ти како си? Така. Од кога не сум ме фатил гитарава? Тажен си, а? Од кај знаеш? Ич не ти се познава. Дојди, Милче, седни тука до мене. Немојте, молам да ми почнуваш со истите приказни. Абе, ме поплати некоја тага, нешто, некој... Се ме тера на плачење, а не гледам некој повод. Така, родителите, мама и тате, ни помогнаа многу. За становите, не школува. Пред малку се слушнав со татета, болен сум. Па сакаш да ги донесеш овде, нели? Слушај, не паѓам на тие штосови. Ма не ни помислив јас на тоа. Абе, зошто ни еднаш не сме разговарали онака нормално? А сега сум им потребен. Па 3 пати го прегледував, го снимав, не сака да се оперира. Еве, да се оперираше лани, сега ќе си беше здрав. Од простата не се умира. Абе, од простата не се умира. Продолжува стално да се кара со мен. Невестата не чини. Лоша е, градска, се прави важна. Вчера им испратив еден куп лекови. Само ти ги жалиш, нели? Ти си чувствителни, од сите други сме себични. Не запали го автомобилот, оди види ги луѓето. Да, лесно е да кажеш. Запали го автомобилот и каде и? Јас овде од работа не знам главата кај ми е. Уште сетот е тука. Сваќата ја рани ме, стано ти го плаќам. А може би сватот ќе се појави, Бог да чува. Епа не може и бизнис, и пари, и среќни родители, и среќни деца, и среќна жена. Треба да се издржи. Вчера ми беше снаати на работа. И ме испокара. Не си сакал да го прибереш брат ти. Добро, зошто мора се преку мене да се прекршува? Бре. Абе, со душа те чекав од работа да си дојдеш, бе.
А ти оде партал ме направи. Не, сам си се правиш партал. Не си ги решаваш на време работите и после кој е виновен? Милка. Добро, како не ви е срам? Знаати и швалер ми залепи. Така ми доаѓаше да ја фатам за косата и да ја треснам од радиатор. Ајде вака да се договориме. Од сега натаму, јас ќе бидам виновен за се. Ама дежурен, виновен за се. Татко нема болен. Зет нема. Сваќата ќе ја избришам со гума. Каде, каде? Дал да плачам или да пеам, твојот лик не ми кажува, со тебе ли средба имам, што да правам јас? Дал да плачам или да пеам, твојот лик не ми кажува, со тебе ли средба имам, што да правам јас? Ќе вечераме? Живко, се сеќаваш првата година пред да ни се роди Благица? Си вечеравме вака во послужавник. Да, знам. Се сеќавам. Ама во ово истиот послужавник. Знам да е. Кај го најде сега? Па го најдов. Мене многу ми значи. И мене. Ми мириса на чај. Планински. Го купив денес на пазар. Од оно истиот што го беревме некогаш на Галичица. Галичица горе. Па ги гледавме двете езера. Убајни. А шо ти пеев јас тогаш? Знаеш? Можеш да запалам? Да запалам. Кај е, брат? Глуп ли си, бе, ти? Брат ми кај? Изгубен германец, а? Ова е пристојна кафана. Можем да ти викнам такси да си одиш дома. Такси.
ГГ. Големиот Гетсби. ДД долу дупели. Бате боле. ББ со големо Б. Позната муцка, ама никако да се сетам на кој казан има јадено. Ристе, ти си, бе! Не те позна! Седни. Немам јадено, ама пиено од 13. Седни. Буле. Ти си едно големо гомо. А брат ми е уште поголемо. Брат ми е, а поголемо гомо. Ја да знаеш. Буле, ме заборавите. Знам јас како е. Некој вози големи коли, мерси. Некој со торби носи пари дома. Ме избришавте, брат. Брат ми ме заборе, ти со гума ме избриш. Јас кој сум видрил еден крст. На. Убаво си направил. Убаво. Ама не ти ја знам макат. Те гледам дека имаш голем. Со кого растеше, бе? Кој те донесе во Скопје? Кој? Се знае. Ристе. Кој те учеше занает? Кажи. Знае, бе, Ристе. И сега Ристе го заборавите. Во право си. Каде е брат ми? Брка работа. Имаме фирма, знаеш? Фирма? Фирма. Вишко, ти кажам 3 збора. 3 изгора, брат. Ми треба работа. Чекај, нели вртеше некој бизнисче? Довртев, маткав, доматкав. Туркав, дотуркав, нема. Ти се напиеш нешто? Се напијам. Што е ова? Виски, што? Слушај, брат. Да ми дадеш една метла и да чистам. 3 дена дома не сум се завртел. А дома имам една ламја, живи деца јаде. Живи деца. Јас ќе прозборам на 10. Шо ме гледаш се? Шо? Мислам за работа. Да мислиш? Ќе најдеме нешто. Не вергале, ќе најдем. Многу сум ви луд. Многу тебе сум ти луд, а брат ми, многу сум ви луд. Многу. Не заборавите. Едно кафе. Штикли. Штиклите ги... Веса моја иде, штиклите. Буле, брат, Веса е наврат. Абе, клекни. Клекни. Јо, кажи. Моја е наврат. Жив ме изеде. Жив. Да ми најдете некоја работичка со живка. Најдена. Имаме магацин. Шеф на магацинот ќе те стави 1000 марки плата. Не веже, шеф не. Задоволен си? Нешто друго да му... Добро, не ти оди бизнисот? Не, бе, не сум скроен за бизнис. Нешто да матка ме изеде ова мојава. Нешто најдете таму да... Нешто да преместувам од некој рафтови. Не, Бошко, спас ме се, Бошко. Весо, бе, јас... Што Весо, бе? Како не ти е срам, магаре Дупенско? Срам е,
Од мене се криеш, а? Не беше, ще гледат. Те пушти в работа да бараш, а ти тргаш винячиња по кафеанине Скопски. Колку испи? 5, Колку? 6 Што? и пол, 7. Што? Дупли. 7! 7. 7 бодежи в срце да те боднат. Ме удри. Тргнуе пред мене. Поздрави го Живка и речи му дека снаа му Веса го перела. И го пеглала. И го пеглала. Колешке, па никаде ве нема. Одмор? Така нешто. Слушам разни муавети, божем сте... Божем се разведов. На вистина? Боже, колку е животот суров. Па се случи тоа што требаше да се случи. Тоа е. Знам дека не ви е лесно. Што, да не се разведувате и вие? Јас не. Не, мојот брак сега плови во мирни води. Да не сте го виделе колегата Страчковски? Колегата Страчковски стана неподнослив. Пред 2 дена заедно дежуравме и за малку што не се степавме. Боже! За никаде е со нервите, за никаде. Колега Страчковски! Повелете? Извинете ме за малку. Извинете, и така треба да се видам со постарата ќерка. Довидување. Па се изгуби. Малку. Како си ти? Така. А ти? Полека си го средувам животот. Време е. Баш ми е драго. Да не знаеш некоја добра фризерка? Фризерка? Не. Зошто? Па треба да одиме со Живко на прием во германската амбасада. Па мислев да не имаш некоја пријателка фризерка. Епа сега, ти ако мислиш дека јас имам список на фризерки... Ау, пардон, сега си по касиерките. Мислам, непријатно е овде да разговараме. После ќе не оговараат. Мојот најупорен додворувач сега се плаши од оговарања. Како функционира гарсонјерата со црвено светло и со амбиентална музика? Верче. Верче, она таму, ти е кабинетот на доктор Страчковски. 3 месеци го ловам и никако да го начекам. Изнаемив и приватен детектив. Сега ќе му се тупнам во кабинет па да видиме што ќе прави. Немој да се нервираш. Има да го гледаш право во очи. Ма ништо не се секирај. Ќе падне како крушка. Ајде, ќе се видиме. Добар ден. Извинете вака. Ти. Те молам веднаш да го напуштиш мојот кабинет. Веднаш. Ќе го напуштам кабинетот. Знаете, пред 2 месеца јас родив едно здраво машко дете, кој многу личи на вас. Па дојдов да проверам, односно да ве прашам. Да не сте вие случајно таткото? Ако вие сте родиле здраво машко дете, јас не случајно не сум таткото, тоа не е вистина. Не, тоа е вистина, вие тоа многу добро го знаете. Само не е во тоа проблемот. Проблемот е во тоа што слушнав пред 4 години жена ви изфрлила од дома како партал на улица. Епа и не беше баш така. Се видовме и разговаравме. Така беше. И знаете што, господине Страчковски? Вие сте едно такво ѓубре од човек. Јас? Да. Јас не дозволувам навреди во мојот кабинет, излегува веднаш од ти... Оти ќе ме нападнете физички? уште тоа чудо да го видам. Ти? Да? Животот ми го направи пекол. Не, господине, вие сам си го направивте пекол. Добро, што сакаш од мене? Јас ништо. Само сакам целава работа да излезе на чистина. Сакам
моето дете да знае кој му е татко. Жени, вие мислите дека работите се така едноставни, а? Поедноставни не може да бидат. Треба да си превземеш дел од одговорноста. Само толку. Чекај. Очекувам наскоро да ми се јавиш и оваа работа да ја завршиме. Чекај, застани малку, чекај. Аман бе, итно, што е итно? Антче моje златно, што е толку итно? На телефон ми звучеше очајно. Седи. Седна. Што ќе се напиеш? Абе, доста со ова пиење, бе, аман бе, до кога? Една додека те чекам. Ама ни една, ни 6. Нема пиење. Задоволен? Јас дали сум задоволен? Абе, што задоволен ќе се испотепа по улицине? Собраќај вака, јас, итен случај. Што е толку итно? Сакав да те видам. Ако те викнев така, немаше да дојдеш. Недела, Милка е дома. Извини, што те вознемирив. Две сокчиња ќе ме молам. Природни. Ем природни, ем негазирани. И еве, сега дојдов. Што е работава? Ти дојде, јас прекрасно се чувствувам. Ти благодарам што дојде. Наистина? А бате Бошко каде е? Да не прави некоја манџа денеска недела? Остави го ти Бошко сега. Сега сакам да зборуваме за нас. Ана, те молам, нема да ми... Чуден некој народ сме. Проклет. Постојано бегаме од емоциите, ги криеме. А тоа што сме несреќни лицемери, тоа нема врска. Важно е да не прекршиме некое правило. Анче, некако не те разбирам. Најважно е што ќе речат луѓето. И тоа е важно. Ама не е најважно. Некако не ти го разбирам, абето. Деновиве размислував за дупени. За игранките дупенски. Те сонував синоќа. Некои слики од детството. Затоа денес денот ми е прекрасен. Ана, од соништа и од сликички веќе ми е довде. И преку довде. Некои работи биле, се случиле и толку. Се сеќаваш ли кога лупевме пченка кај менчето на Стриганаума? Кој оделение бевме? 8? Може новињаче? Ти имав напишано една песничка. 10 пати се обидував да ти ја дадам. Скришно, никој да не ме види. Многу сакав да ја прочиташ. Некако успеав и ти ја дадов. Ја прочита и веднаш ми ја врати. Ти ја вратив, да. Вчера ја најдов песничката. Повели. Бе, сега е смешно некако овде да читам некоја песничка напишана од пред 100 години. Те молам, прочитај ја. Гласно, гласно. Знам дека убаво рецитираш. Те молам. Ана, немој да ме инсистираш. Во твоите очи се капев. Во твојата насмевка пливав. Во твојата преградка тоне. Во срцето твое. Ало? Ало, ти си Ана? Ќе молам, Ана ми треба. Да. Абе, вчера се чувствував...
Ама, Ана, остави ме, абе, дозволи ми да ти кажам. Да, те слушам. Ама не се работи за чувства. Абе, со твојот законски маж, јас сум партнер во бизнисот. Бате Бошко ми е како брат мене. Да, сега кога ни тргна работата ти... И што треба да ти кажам за да ти биде убав денеска денот? А? Ама добро, тоа било и поминало, Ана. Абе, зошто да си го комплицираме животот? Те прашувам зошто. Ајде, кажи ми. Ана, моја драга Ана, порасни. Извини, молим те. Извини, еве, некои гости ми дојда. Да дојдам кај тебе дома сега? Ама, Ана, абе тебе да не ти го зел Господ умот? Повелете. Абе како да си ми познати од некаде?